kthehemi në studio, ne po bisedojmë për të drejtat e fëmijëve. Svetlana sa do pak e tregoi se sa keni vështirë në çfarë vështirësi ju hasni gjatë punës suaj. Mario, e di që deshe të ndërlidhesh diçka me Светлана. Кратко да се надоврзам во одно што Светлана сега го спомна, се однесува фокус нели на каков начин соработуваме и дали имаме доволно ресурси во нашето општество. Би спомнал дека во прилог на ова оди новиот закон за социјална заштита кој што оваа година стапи на сила. Тој дава многу можности за регистрирање на многу различни даватели на социјални услуги, кои што ќе може да го збогатат системот на социјална заштита баш во однос на излегување во пресред на различни ризици, кои што нели би требало да во иднина се намалат или пак се излезе во пресред на поддршката на децата. На овој начин ќе се создаде доволно ресурси во заедницата кои што ќе можат интерсекторски да бидат поврзани да соработуваат. Ова е еден чекор напред во социјалната плурализација и на овој начин со овие нели доволно ресурси ќе може многу посериозно да се пристапи кон исполнувањето на правата на децата. Ние во нашата соработка започнавме нели да работиме во делот на реакција и поддршка на децата и лицата кои што се жртви на насилство, но ова може да биде добар пример нели да се прошири оваквиот пристап во иднина и во другите сектори. Sa ju përket institucioneve shtetërore, ju përkrahin ato për të drejtat e fëmijëve? Јас би рекол дека ние соработуваме тесно со центрите за социјална работа, затоа што упатувањето на децата во систем на алтернативно згрижување го прават центрите за социјална работа како орган за старателство. Имаме тесна соработка со нив, задоволни сме, но се уште сметаме дека има простор за зајакнување на оваа соработка, се во интерес и најдобар интерес на децата. Keni arritur sa do pak që ndoshta ta ngreni vetdijen tek qytetarët tonë për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve? Кога станува збор за менување на свест, значи ништо не се прави преку ноќ, ништо не, тоа е процес кој што трае и тука се вклучува и соработката со институции, учењето меѓусебно кој каде да си го најде просторот и како може на најдобар начин да придонесе за обезбедување на поправеден свет на детето. Свеста секогаш има простор да се надградува, затоа што секоја нова ситуација носи нови предизвици, а некој може да рече сега им се дозволуваат многу права на децата. Тоа дозволување на многу права е концепт кој што е застапен во меѓу обичниот народ. Тоа значи дека треба да се работи не само со децата, не само со институциите, туку треба да се работи и пошироко, да се вклучат родители, да се вклучат спортски клубови, значи сите што имаат, а сите возрастни имаат некаква допирна точка со децата, треба да бидат вклучени во подигнувањето и разбирањето што всушност значи право и дали некој ужива премногу или премалку право. Право е право и не може да биде премногу или премалку, туку произлегува од некоја природна потреба, само што издигната на ниво на обврска на институциите, на државата да го обезбеди тоа да се оствари, да се исполни таа потреба. Би дополнила во делот на, бидејќи во делот на соработката со институциите, точно е да и се согласувам јас дека секогаш постои простор за поголема соработка, па дури и меѓу секторски во смисла сектор на граѓански организации, секогаш има чекор напред, има напредок, затоа што се зголемуваат заеднички акции, коалиции, заедничко настапување или застапување за определено прашање. Тоа е добро и тоа е процес на учење и не се случува повторно, ќе речам, не се случува преку ноќ. Има голем број примери, еве овој пример со соработката помеѓу две организации со една цел е одлично секој од свој аспект. И исто и меѓаш има примери на соработка, на здружено делување со други организации, како што е, например, коалицијата сега за да речеме во законот за повторно судетското учество, за законот за новиот закон за основно образование, новиот што би требало во блиска иднина да се случи за средно образование, каде што тоа детско учество, односно младинско учество би се
продолжило како практика од основно во средно образование. Така што освен во делот со социјалните центри исто, бидејќи функционира SOS телефон за деца и млади во рамки на Медјаши, по природа на нештата мора да се соработува и со институциите, затоа што тој телефон служи всушност да се пријават случаи каде што има прекршување на кој да било право на децата. Тогаш прекршување на правото прават освен поединци, прават институции. И ние имаме соработка и со училишта, и со центри за социјална работа. Често сме во контакт, па дури и заеднички иницијативи имаме со Народен правобранител. Така што добро е што мислам дека има придвижување. Ka përparim. Ju në mënyrë të vazhdueshme, domethënë mundoheni që ta ngrini vetdijen tek qytetarët, po sa mbani ndoshta trajnime për t'i mësuar fëmijët që këto janë të drejtat e juaja dhe ju mbrojni të drejtat e juaja, luftoni për këto të drejta që i keni. Јас би спомнал, ние редовно секоја година имаме такви обуки и не секојаш тие се во вид на обуки, тековно работење, советување, практикување, преку давање на примери е начинот на кој што ние работиме со децата и учиме на каков начин тие можат да ги практикуваат, но и да се борат за унапредување на нивните права. Не секогаш соодветен одговор имаме од страна на институциите кога се работи за исполнување на одредени права, но колку побрзо и добро го зајакнеме секој индивиду или секој дете, тоа ќе може самостојно во иднина на свој начин да го исполни своето право, она што никој не му го дава, тоа го добива со раѓање. Значи не постои во светот дека некој може да ти даде или да ти одземе право, може само да ти го ограничи користењето на правото и тука се е фокусот на работењето на нашата организација, да најдеме начин како со кои вештини ќе може во иднина децата да поефективно ги исполнуваат своите права. Јас би сакала да дополнам тука, бидејќи нашето здружение меѓу другото се бориме против сите форми на насилство, меѓу кои врсничкото насилство, и на наша иницијатива со неколку колешки посетивме неколку училишта за да разговараме со децата за нивните права, но и поврзани со врсничкото насилство. Интересна ситуација во кога ќе ги прашате децата кога ги добивате вашите права, они викаат со полнење на 18 години. Што значи дека треба да се работи. Ние сме граѓанскиот сектор, тука сме и секогаш обезбедуваме на некаков вид на поддршка од тој аспект, но треба и училиштата повеќе да ги насочуваат децата да им укажуваат дека ги имаат тие права преку различни начини на игра, од најмала возраст до 18 години деца се веќе разбираат, значи нема потреба преку игра, него соодветни начини и механизми за да ги запознаат со нивните права и обврски. Не само. Еве, ние тоа се видуваме и тоа на барање на училишта, па дури во некои ретки случаи на градинки, баш кога беше денот на детето или детската недела, бараат сами. Не знам, можеби, не сум ги избројала точно, ама близко 500 деца од септември до сега се поминати, дојдени се или во просториите на Медјаши, или ние сме отишли во некој училиште да одржиме работилница за правата на децата, ако ни дојдат кај нас ги запознаваме со можноста дека постои телефон кај што може да се консултираат, да се информираат или пожалат ако сметаат дека некое право им се прекршило. И мислам дека, бидејќи третоделенци најчесто ни доаѓаат, мислам дека им постои како содржина во некој од предметите, веројатно општество, како и да се вика, кога ги изучуваат, но друго е кога се дискутира и низ работилница или низ игра, можат да увидат за што всушност станува збор наместо напамет учење, право на живот, право на игра, право на образование, право на одмор, право на приватност и така натаму, како песничка напамет научена. Друго е кога ќе им дадеш ситуација па да препознаат што е желба, што е навистина потреба без кое што не можеш, а тоа е всушност правото издигнато во организирани држави, така натаму. Така што мислам дека низ годиниве една од работите кои што континуирано без престан се прави е едукација на деца, ама повторно ќе речам, не треба да се едуцираат само деца, треба да се едуцираат и сите возрастни кои што се вклучени, а сите сме вклучени и како родител, и како наставник, и како доктор, и во било која улога да сме. И како медиум.
Me që edhe ju jeni në fakt e punoni këtë temë gjatë gjithë kohës, po më tregoni se keni ndonjë të dhënë se cilat të drejtat më së shumti shkelen tek fëmijët në Maqedoni? Nëse keni diçka për të thënë. Може би јас прво би прискукнала, затоа што никако во делот мојот ангажман подразбира и работа на СОС телефонот на права на децата. Најеклатантен пример сега прво што ми доаѓа беше правото на образование, кое што на многу деца беше оневозможено на почетокот на оваа учебна година, за жал, заради една одлука кое што исто произлегува од едно друго право, меѓутоа правото на јавно здравје, кој што заради неисполнување од различни причини на барањето, законското барање да имаат целосен вакцинален статус, беа одбиени и не беа во клупите на 1 септември или како и да се паѓаше 2-3 септември. И септември беше месец буквално на дојави од тој тип од цела Македонија, не само од Скопје, од повеќе училишта низ цела Македонија. Потоа, многу често, за жал, е правото на видување на двајцата родители на децата во процес на бракоразводна или во процес на разделено живење на... А тоа се... Не дека некое право е поголемо од друго, меѓутоа во периодот се многу ранливи децата во кои што се случуваат. И тука мислам дека институциите на вистина треба повеќе да вложат, не само институциите, и ние како невладин, па и ние сме на некој начин дел од системот, правиме нешто, придонесуваме, да се овозможи посоодветно или да се задоволи принципот на најдобар интерес на детето, да се тој процес направи помалку болен за детето, да не биде жртва на недоразбирањата помеѓу возрастните, бидејќи тоа е едно поле, а детето е дете. Јас би спомнала за во однос на правото на образование, во однос на некои ранливи категории со кои што и ние исто така работиме, и дискриминацијата која постои во образовниот процес, во однос на децата роми, децата со попреченост, значи има напори и се подобрува ситуацијата, но тие имаат и како на некој начин се дискриминирани во однос на обезбедување и добивање на соодветно образование. И на кратко само би споменала за правото на приватност, бидејќи модерното време се носи во модерни или така да ги наречам предизвици, па социјалните мрежи, значи користењето на лични податоци, незнаењето за користење на податоци, потоа предизвикува за ред други, значи кршење на ред други права, па дури и станување жртви на насилство, токму заради незнаењето и како да комуницираат, значи како да ги користат овие социјални медиуми, па и се повредува нивното право на приватен живот, а од друга страна и ред други права кои подоцна доаѓаат со давањето на такви лични податоци во еден огромен простор на интернетот. Јас би дополнил исто така дека и правото на учество, приносењето на клучни одлуки за сопствениот живот не секогаш и не често се вклучуваат и консултираат децата, така да во тој контекст апсолутно треба да се работи и на ова поле. Знаете, ние кај нас возрастните се тие кои што знаат најмногу што е добро за тебе како дете, но не е така. Постои начин на како можеме да дознаеме и да го вклучиме детето за да може да учествува во носењето на одлуката. Тоа бара малку повеќе енергија, бара малку повеќе време и се поретко се случува тоа во нашата реалност. Јас се надевам дека и ова може да биде еден момент каде што ќе подигнеме свеста дека се повеќе треба деца да се вклучуваат на соодветна возраст, со соодветен пристап во носењето на одлуките. Ju si qendër që jeni SOS, keni marrë një projekte që është SOS Heronjë të Rinj. Tregoni se cili ka qenë qëllimi i gjithë këtij projekti.
Да, ова е проект кој што треба да зголеми свесноста за граѓаните кои што можат и сакаат да учествуваат во поддршка на децата кои што останале без родителска грижа или се во ризик да изгубат родителската грижа. Овој проект, секое дете всушност кој што останало без родители или без родителска грижа е херој со самата ситуација во која што се наоѓа. Она што нас ни е потребно со овој проект да ја побудиме интересот кај возрастните членови да станат херои на овие деца. Тоа значи дека со свој придонес како индивидуални даватели на ресурси можат да ја помогнат поддршката на овие деца. Така да апелот е до сите гледачи, секој кој што смета дека може да помогне како индивидуа е добре дојден, затоа што на тој начин ќе стане херој на некое дете кое што се наоѓа во системот на алтернативна грижа или пак живее во биолошкото семејство, ама живее во многу тешки услови. Të jemi herojnë duke donuar para. Sa e qytetarët tonë janë ndoshta bamirës për të donuar para? Да, начинот на дефинитивно да се стане херој за нас значи да се обезбедат ресурси и средства преку кои што ние ќе можеме да ги практикуваме нашите програми кои што одат во директна поддршка на децата и исполнувањето на нивните права. Може да го направат преку конектирање на нашиот вебсайт sos.org.mk каде што во посебна дел може да направат донација која што самиот софтвер е направен да те води во процесот на донирање. Слобода, постои кај секој да одлучи колку средства би сакал индивидуално да донира. Она што сакам да го кажам дека кај нас се уште постои страф од електронскиот начин на префрлување на средства. Сакам тука да ги обезбедам и да ги осигурам сите оние кои што ќе се охрабрат да станат херои, да апсолутно го направат тоа, затоа што она што ние го правиме е обезбедено софтверски и директно средствата одат на сметка во банка. Svetlana pak më parë përmendi që fëmijët me nevoja të veçanta janë të shkelur në shoqërinë tonë. 3 dhjetori shënoi datën për personat me nevoja të veçanta. Tregoni se çfarë ndërmeni ju, a punoni me fëmijët me nevoja të veçanta dhe si është gjendja e tyre në shoqërinë tonë? Па не би рекла дека се обесправени во секаков аспект, иако да, значи постои посебно во ова поле огромен простор за напредок и кај институциите, посебно образовните, градинките, значи образовните институции во смисла на основните и средните училишта и градинките. Особено во процесот сега на деинституционализација, значи создавањето на мали групни домови, обезбедување на безбедна средина за сите деца кои што се, да речеме, немале среќа во животот, па им треба мала поддршка плюс, особено во образованието. Има, значи, потребно е да се направат дополнителни програми, изготвување на учебници. Сега со новиот закон за основно образование, неколку пати го споменавме, има простори, се дава акцент на инклузивното образование, вклучување на сите деца без разлика на нивната попреченост, што и конвенцијата меѓу другото го вели, да бидат вклучени во образовниот процес за да станат и тие подеднакви чинители во општеството и да се научат на различни техники, механизми за справување, за да научат се она што кои се нивните способности, бидејќи ние ги викаме со попреченост, но сите имаме некоја способност која што треба и образовниот кадар и сите околу, значи ние на граѓанскиот сектор, родителите, да го поттикнеме детето да ја најде својата способност, да искористи, да допринесе, да биде член кој што допринесе во општеството, а не онака како што се гледале допред не знам сега колку години, кога децата биле институционализирани и сметале дека нема како да станат чинители, односно да допринесат во развој на општеството. Значи има простор за подобрување и мислам дека се работи, но треба сите институции заедно и целиот овој наш сектор заедно со сите останати чинители да направиме чекори плюс и да ги поттикнеме децата да си ги научат и тие своите права и способностите кои ги имаат за да ги искористат во текот на нивното живење. Јас би додала во овој контекст, мислам дека училиштата или било која организирана средина каде што има деца е одлична средина. Мислам дека треба да почнеме да градиме култура на почитување на различностите, дека целата природа се базира на различности.
било кој вид растителен, животински да го земете, има различни, имаме различни дрва, имаме различни цвеќиња, имаме различни... Значи, тоа само придонесува за убавината. Прво, мислам дека треба од таму да се почне да се направи подлога дека се што е различно не е страшно, не треба да се тргне настрана, напротив, треба да му се дозволи да се види која способност има, што може да придонесе. И мислам дека ставањето, имав прилика да видам во едно училиште, одлична програма како да ги сензибилизираат и не треба се работи само со децата со попреченост, малку не ми се допаѓа терминот, туку треба да се работи со, ајде да ги речам, типичните деца. Децата кои што не имаат попреченост, да се сензибилизираат во смисла да разберат која е различноста, што значи да бидеш поразличен од оние што сме мнозинството. Па имаше, например, работилници за во основно училиште, ова се случува, што значи да бидеш, да не можеш да гледаш, да немаш вид. Па има вежби, па што тоа значи кога чувствуваш вкусови, значи да го доживее на себе и кога така ќе се сензибилизира, кога ќе се стави на местото на поинаквиот од тебе, мислам дека се менува и свеста. И велам, значи училишните средини, градинките или било која друга организирана средина каде што има деца, дава па дури неформални, не мора да е преку формално образование, дава можности да го смениме гледањето, перцепцијата, доживувањето на различност. И да градиме, и пак ќе речем, и родители, и наставници, сите треба да бидат вклучени, не е само една целна група. Për të rritur një fëmijë me nevoja të veçanta në Maqedoni, për çdo prind që ka një fëmijë me nevoja të veçanta është e shtrenjtë, kushton, sepse duhet të kesh një profesor privat për të marrë, po sa neve mundohemi si shteti jonë, në fakt sa mundohet që ta trajton atë temë, në fakt të mundson prindërve të tyre që t'u alestson ndoshta këtë punë. Да, она што е важно да се каже, со носењето на новиот закон за социјална заштита се даде една нова можност, лични асистенти кои што ќе може да бидат ангажирани за семејствата, посебно за децата кои што се со попреченост, да апсолутно ги поддржат во секојдневната грижа. Ова исто така апел, секој кој што чувствува потреба и можност, може апсолутно да стане личен асистент на дете кое што е со попреченост. На ваков начин државата уште повеќе гради механизми да може да излезе во преслед на задоволување на потребите, се разбира тоа се правата кои што ги имаат децата со попреченост. Me që jemi edhe nga fundi e emisionit, më tregoni se cilat do të jenë projektet e ardhshme të juaja për fëmijët? Па еве, јас би кажал, во последните 3 години чувствувавме потреба дека треба малку повеќе да се насочиме кон правата на младите во процесот на градењето на нивната професија и процесот на нивното осамостојување или превземање на одговорност за себе после 18 години. Ова посебно нас ни е важно затоа што сите деца кои што се во алтернативна грижа до 18 години, после навршувањето на 18 години не сите имаат средина биолошка каде што можат да се вратат или па не имаат доволно ресурси во таа средина да може да се вратат и да отпочнат собствен живот. Она што го превземаме и ќе го превземаме во иднина е да се зајакнеме како организација во методолошкиот пристап. Оваа година сега отпочнува нов проект кој што ќе трае 3,5 години во соработка со други невладини организации, каде што меѓународна методологија за животни вештини и вработливост ќе пробаме и пилотираме да ја практикуваме, да ги видиме резултатите, а на тој начин во иднина да ги изградиме капацитетите не само на нашата организација, туку да ја бодуниме во секторот, да можат сите кои што сметаат дека сакаат или можат да придонесат во оваа област да ја прифатат и да работат во однос на нејзе. Фокусот е ставен на поседување на доволно социјални и животни вештини кои што ќе му овозможат на младото лице да пристапи кон пазарот на труд. Она што до сега го имавме како информација од проектот кој што заврши оваа година,
е дека не сите млади се охрабруваат, иако државата ги дава нели они активни мерки за вработување. Така да тој психосоцијален елемент е многу клучен, да станеш првен свесен за своите позитивни страни и за јаките страни, да направиш увид во собствената нели состојба и на тој начин со поддршка на ментори да можеш да пристапиш на пазарот на труд. Се разбира дополнително и градењето на овие професионални вештини, преквалификации, доквалификации се клучни да му дадат еден правец на младото лице да ги искористи можностите кои што пазарот нели ги нуди кај нас. Nga tjetër, në qendrën Milla, çfarë të presim? Ние продолжуваме со застапување или политики за застапување за обезбедување на полесен пристап до правда за децата во постапки кога нивните права биле прекршени. Исто така планираме повеќе да обрнеме внимание на врсничкото наследство, значи преку превенција и заштита, односно доколку дојде до случаи кои што ќе се обратат кај нас за да побараат правна помош во однос на постапки каде што имало врсничко или било каков друг вид на наследство и пред се во насока, значи на давање и можност на децата заедно со нас во постапките да го слушнеме нивниот глас и да им обезбедиме полесно да си ги остварат правата во даден момент кога они или некој друг нели дојави дека тие биле прекршени. Толку. Edhe për fund, Megashi, çfarë planifikon? Па мислам дека не се разликуваме нешто битно од колегите, претходно што кажа, да. Па целта е иста, да. Целта е да се зајакнат децата сами, да бидат сами себе си да се застапуваат на различни начини. Можеби фокусот, иако и беше и претходно, но мислам дека повеќе во следнава година ќе биде ставен на зајакнување на детското учество, преку давање на пример, тековно се работи со група на деца од пилот училишта, од кои се направи детски совет. Тој детски совет ќе стане, имаше прилика да се сретне со градоначалниците од општините од кај што доаѓаат училиштата, да го кажат своето мислење, кои се проблемите со кои што треба градоначалникот да се позанимава, да добијат ветување од градоначалникот дека ќе направи нешто во врска со нивните барања. Следен чекор е дека тие стануваат дел од собранието на Меѓаши, значи ќе имаат право да учествуваат во тоа на што да обрне внимание Меѓаши во иднина, како вид на проекти, значи тоа полес го задржуваме. Исто така и насилството, мислам дека тука сме многу близко, веќе се работи, можеби 10 години наназад, полека, ама упорно и можеби не е толку брз процесот, но се повеќе се шири мрежата на училишта кои што земаат учество во проектот, па дури и други институции. Така што Unë ju uroj shumë suksese që do të tre organizatave dhe falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Ви благодариме на поканата. Ne këtu edhe përfundojmë emisionin e pasdites. Miru takoheshim nesër në të njëjtën kohë. Mirupafshim.